најнапред да го поздравам отварањето на реконструираното спортско игралиште. Мислам дека што е можно повеќе вакви игралишта спортски се потребни и на Прилеп, меѓутоа генерално и на цела Македонија, затоа и таа е нашата интенција да што е можно повеќе игралишта направиме, за да, како што кажав и во говорот, пробаме да што е можно повеќе деца оттргнеме од сите овие модерни пороци кои што се на денешницата и да ги привлечеме да што е може повеќе деца спортуваат, а со самото тоа и да градиме една здрава нација, така да интенцијата наша е во тој дел, да што е можно и училишниот спорт е основата за секој еден врвен спорт, така да тоа сакаме да направиме со изградба на овие спортски игралишта, фудбалски, кошаркарски, мултифункционални, така да во тој дел би кажал само тоа дека мислам дека ако не се лажем, ова е наше 13-то и 14-то реконструирано спортско игралиште, ќе одиме до крајот на годината, мислам дека околу 50-тина, што е една сериозна бројка, која што пак и повторам ќе ни помогне на сите да изградиме на здраво општество. Што се однесува до вториот дел на вашето прашање, тоа е за спортските сали. Јас кажав и имавме еден состанок со градоначалникот, мислам дека пред 2 недели беше, на кој што ги кажав работите што треба да ги кажам, сега ги пренесам и јавно, а тоа е дека Министерството за спорт и јас како негов министер секогаш апсолутно без исклучоци ќе стоиме на ветеното. Што се однесува до спортските сали, за да прескокнеме некои чекори во административни, да јас ја побарам спортската сала која што е сега под ПУИК, да ја побарам да дојде кај мене, па повторно да ја давам на користење на компанијата која што е заинтересирана, Конфи Ангел се вика, мислам. Имавме состанок и со газдарицата која што е на таа компанија и направивме едно соломонско решение, а тоа е да го прескокнеме тоа преземање најпрво на Министерството, па јас да го давам на користење на Конфи, на ракометниот клуб Прилеп, кој што е во нивна сопственост. Ние направивме едно решение со кој што ги скратиме постапките, тоа е обавив разговор со директорот на ПУИК, на кој што му се кажани насоките од Министерството и од владата што треба да направи, и ги споивме, и тие мислам дека веќе имаат 2 состаноци на кои што сега веќе меѓу нив ги договараат работи, тоа е да компанијата Конфи Ангел заради користење на подолг период ја реконструира целата спортска сала и потоа да им биде дадена на користење. Што се однесува до другата спортска сала, како се викаше другата, Македонија, таа ќе биде раскинат договорот во најбрз може рок. Не го раскинуваме од причина во моментов, затоа што се уште немаме обезбедено буџет за реконструкција. Оној момент кога ќе обезбедиме буџет, мислам дека до крајот на годината ќе обезбедиме буџет, ќе го раскинеме договорот, ќе реконструираме и повторно ќе биде вратена на општина Прилеп на користење. Така да тоа е за другата сала. Што се однесува до уште еден објект има кој што во овој момент е во побарување и ќе оди на некој од наредните седници на владе, тоа е спортскиот комплекс Маркови кули, а тоа е дека ќе го земеме, договорот е истечен, меѓутоа ќе го земеме ние како министерство под наше стопанисување. Идејата таму е да најдеме инвеститор кој што е заинтересиран и по патот, по принципот на јавно-приватно партнерство биде даден, за на крај на денот бенефит да видите сите ви, а тоа е жителите на Прилеп. Меѓутоа, на крај на денот, да резимирам, секогаш без исклучок, она што ќе го ветам ќе биде исполнето. Прилеп е фудбалски, но и ракометен град. Вие најавивте дека ракометот во Македонија ќе биде спорт број 1. Што би офатила таа стратегија и што може да се очекува од ракометните клубови и младите кои што сакаат да играат ракомет? Видите, ние не најавивме, веќе го прогласиме спортот за ракометот за спорт број 1 во Македонија. Она што јас можам да го кажам, тоа е дека ќе добива ракометот највеќе субвенции од државата, со самото тоа по логика нештата е прогласен за спорт број 1 и со самото тоа ќе биде класифициран како спорт број 1 и ќе добива највеќе средства од тие субвенции кои што се од државата. Морам да напоменам дека субвенциите од година во година се зголемуваат. Ние од кога сме Министерство и влада до последново делење кој што ќе биде, верувам дека средината на април, ќе имаме поделено околу 20 милиони евра, што е сериозна сума на пари за вложување во спорт. Претходно, ако се сеќавате, година и пол немаше апсолутно никакви исплати кон спортските субјекти, федерациите, клубовите и така натаму. Ние правиме зголемување на средствата кои што ќе ги добиваат клубовите и спортот, а следствено тоа како спорт број 1 ракометот ќе добие највеќе средства и најголем број од тоа средства. Уште нешто за футзална сала. Кој е проблемот што досега постоеше
како ќе се реши, колку чини во пари и во време. И во тој контекст, да, времето видите, прилика кога? времето, ја не можам сега да се Не ставам можете. во средина меѓу двајца кои преговараат, тоа сепак е од една страна постои фабриката Конфега, од друга страна постои ПУИ кој што е на некој начин ополномоштен, задолжен од државата да ги прави тие преговори. Ја не можам да кажам за време, меѓутоа сигурен сум дека во интерес на двете страни што побрзо се заврши тој договор и на компанијата која што е заинтересирана, меѓутоа и на ПУИК. До сега проблемот со таа сала е затоа што имаше проблеми од градежен аспект и не беше безбедна, тоест трибините не беа ставени, немаа добра статика и сигурен сум заради тоа и не беше во функција до сега. Мислам дека зафатот ќе чини околу 500.000 евра, меѓутоа ова е сега се груба проценка, можеби ќе чини 700, можеби ќе чини 350, не знам, меѓутоа околу 500.000 евра ќе чини зафатот, кој што компанијата која што е заинтересирана е расположена да ги инвестира нормално за долгорочно располагање со салата. Но неколку надпревари се имаат одиграно таму и некои концерти кои таму ќе се одржаат. Не, се тоа што е... Не, видите, спортски надпревари не е можно да се одржува таму, затоа што салата многу години... Се на ризик. Ама не, видите, може да има рекреативно, неофицијално одржано. Меѓутоа официјално надпревари не е може да се одржи затоа што... Суперлига на Македонија мислам дека се официјално. Ама не се одржано сигурно. Па има документи. А кога се одржани тие? Пред неколку години. Пред 3 години. Сега ја не може да зборам пред 4 години што било, тоа треба да се прашате претходно. Ја може да зборам за мандатот кој што сум јас Зборувам за министр. ваше време. Па ја не можам да разборам за нешто што не го знам сега. Благодарност до министерот за спорт Борко Ристовски и до владата на Република Македонија кој што одвоија навистина за нашиот град со реконструирање на ова спортско фудбалско игралиште во дворот на гимназијата Средното училиште Мирче Јацев. Ова е само еден чекор на подобрување на спортскиот дух во нашиот град, кој што го има епитетот навистина спортски град. Но не остануваме на реконструкција или изградување на спортски терени и игралишта. Ние, како што слушнавме од министерот, се залагаме и да имаме спортски објекти, односно да ја вратиме публиката и љубовта на одгледувањето на спортот, конкретно фудбалот, ракометот и сите други спортови кои што заслужуваат угледни, односно вистински квалитетни спортски објекти. Колку училишта имаат во градот спортски терени, а на кои им недостасува и колку ќе се градат, дали ќе се градат? Веќе е во завршна фаза изградувањето на спортската сала во основното училиште Блаже Коневски. Исто така се два проекти веќе подготвени и аплицираме за уште две спортски сали. Едната е во рурално место, другата е во нашиот град. Но тенденцијата, односно желбата на нашите сограѓани да имаат што повеќе спортски терени, кажавме дека на тие три локации кои што во иднина можат да бидат изградени вакви спортски објекти, веднаш пристапуваме кон комплетирање на документацијата и веќе и во годишната програма имаме за спортски терени, но и ќе аплицираме на проектите кои што ги финансира владата.